Пред 2 години, мајката на Методија Јанакиевски од Тетовска Волковија пронашла стари документи во семејниот ковчег. Кога Методија ги видел, сватил дека се работи за вредни документи од неговите предци, кои датираат уште од времето на отоманското владење во овој регион. Јанакиевски започнал со собирање на сите скапоценности кои потекнуваат од неговото семејство и гордо зборува за сите факти кои го поврзуваат со неговите предци. Потекнувам од родот на Поповци, а најстарото име кој го носи нашата фамилија е по Арсенije, односно Арсе. А во Волковија сме моите прапрадедовци се дојдени кон крајот на 18-тиот век, некаде околу 1870 година, а претходно живееле во село Гајре. Пред Гајре, истите, во Гајре се задржале 90 години, краток временски период, а претходно се дојдени од село Горанце во атарот на Качаничка клисура, денес во границите на Косово. А во тоа време најверојатно потпаѓало под Скопска Црна Гора и Скопска околија. Селото Горанце е оддалечено 25 километри од Скопје, било село на 18 цркви и манастири. Ова го напоменувам од аспект дека нашите предци генерацијски биле свештеници, попови, а исто така во фамилијата имаме и презвитори, што е еден чин повисок од претходниве. За сето ова што го кажувам, поседувам непобитни докази и материјали, пишани документи од турско време и разни други предмети со кои сакам да хронолошки да ја образложам духовната борба на моите предци. Носи накит, оружје, документи. Во куќата на Јанакиевци има се. Целокупното битисување на неговото семејство, испишано на секој автентично парче од семејната историја. Тука гледаме предмети од отоманскиот период, лични карти, купопродажни договори, стари фотографии од моите предци, за кои истите имам извршено превод од овластен преведувач, од старотурски. Еве овој предмет посебно го издвојувам. Станува збор за пасош на нашиот прапрадедо Израел. Пасошот е издаден во Белград од Генералниот конзулат на Турска 29.9.1906 година. На задната страна се печатите во земјите во кои што патувал и работел нашиот прадедо Израел Сарафил. Како посебен и исклучителен момент од историска важност за семејството на Јанакиевци, односно родот Арсовци или Поповци, познати и како Мајсторовци, представува периодот во 1817 година, кога се возобновува Лешочкиот манастир. Во повелбата од нашиот преродбеник и духовен водач Кирил Пејчиновиќ, Тетоец, на прво место е ставено името на нашиот дедо Арсенije, во која повелба стои дека истиот за 300 гроша од селаните од соседното село Варварова има купено нива и истата ја има поклонето на манастирот. Сите предмети кои за него се, како што вели Методија, безценети, се лично оставено од неговиот татко, а претходно од неговата баба. По пронаоѓањето на документите, како да се скрши нешто во мене, целосно се преориентирав и се посветив на дополнителни истражувања во врска со моите предци. Сето ова, секако дека ќе остане во наследство на моите синови, здравје и на внуци, еден ден да прераскажуваат, да ја зачуваме македонската национална историја, богатството поврзано со етносот,
А гледате дека има и дел од оружјето кое припаѓало на моите предци. Значи, во суштина се работи за околу 500 експонати, лични предмети, оставина од моите предци, а и 90% од сето ова што може да се види тука е лично нивно. Јанакиевци се единствено семејство кој има сочувано толкав број на стари предмети од предците. Во иднина, Методија сака да создаде еден личен свој музеј, преку кој ќе го презентира традиционалното историско и семејно богатство и неговата автентичност.